Повеќе пари за плати за наставниците и сите во јавната администрација, за пензионерите, фондот за здравство, за државните електрани. Владата го крои буџетот за следната година. Премиерот Христијан Мицкоски рече дека Илинденска веќе има една верзија за распределбата на државната каса во 2025-та, што треба да се доработи пред да се најде на гласање од народните избраници. Оваа недела би требало да ја досредиме и почетокот на следната и очекувам веќе следната недела да се најде на владина седница ова предлог верзија на буџетот за следната година, па потоа нормално како што е редот и процедурите да се најде пред пратениците во Македонското собрание. Така што предвидени се раст на платите и во рамките на образованието и во рамките на некои други од другите институции во зависност од можностите. Очекувам до консолидирањето да заврши до крајот на годината. Владата втор месец во обид да ги затвори милионските дупки кои ги оставила претходната власт. Државните електрани кои беа со нула долгови пред 7 години, сега вели Мицкоски, ЕСМ е во минус од 5 милиарди денари. Некако оваа петка им станувала заштитен знак, 5 милиарди долгови за пензионерите, 5 милиарди фондот за здравство, 5 милиарди ЕСМ и така натаму. Долгови се како да кажам, се таложеле, пари се калапеле во приватни џебови, отприлика таа е реалноста која што ја наследивме, но нема кукање, нема жалење, затоа ја добивме довербата од граѓаните, жестоко да работиме и да излеземе од ова мучуриште кое што го наследивме и конечно да влеземе во процес на развој и на проекти. Ако на 24 јуни сметката на владата била минус 12 милиарди денари, односно 200 милиони евра, премиерот е со очекување Македонија веќе од следниот месец да влезе во позитивно салдо, бидејќи како што вели долговите се враќаат, а заборавените обврски се исполнуваат.